Знаеш, ka ardhur momenti për të folur për një periudhë e cila për maturantët, të cilët janë në periudhën më të bukur, sepse tani po zgjedhë fustane, dikush më e di se ku do festojnë maturën, e kanë edhe maturën shtetërore apo ato të cilat ne i njohim si tekste interne dhe teste eksterne, të cilat duhet t'i bëjnë, të marrin notat nga to dhe më pas të mund të regjistrohen në universitetet ku ata dëshirojnë. Për të folur pak më shumë për maturën shtetërore, përse është kaq stresuese? Ku janë përgatitjet deri më tani për këtë vit? A kanë përfunduar teste dhe gjithçka tjetër? Së bashku me mua këtu në studio është edhe drejtoria e qendrës shtetërore të provimeve, Daniela Jovchevska-Mihajlovska. Dobro утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Каков е периодов за вас моментално? Дали е стресен и за вас? Напнат? Периодот во текот на оваа година, па секако, нели, се работи, се подготвува, се спремаме за матурските испити екстерните кои што ќе следат, но тоа не е период кој што е само сега, нели? Подготовката на испитите за државната матура, за екстерните испити трае во текот на целата година, така што тој започнува уште на почетокот на септември со сите оние подготовки кои што треба да ги направиме, да ги изработиме и на крај да стигнеме до финалните тестови. Значи почнува од тогаш кога веќе учениците можеби некои воопшто не знаат дека ќе имат државни испити или пак знаат малку, ама се уште не почнале да се подготвуваат. Па според мене учениците треба да бидат информирани дека ќе полагаат државна матура или училишна матура зависно од нивниот избор на почетокот на нивното образование, нели? Уште кога доаѓаат во средно училиште, должност на нивните класни раководители, на наставниците е да им кажат дека своето образование на крај ќе го завршат со матура, која што не е само прослава на матурската вечер, туку и еден тест на знаење со кој што ќе покажат што тие направиле и колку тие научиле во изминатите 4 години. Значи, треба да бидат добро информирани, но во секој случај, на почетокот на 4-та година, задолжително треба да им се каже што се им е потребно за полагање на испитите од државната матура или пак испитите од училишната матура, во зависност на тоа кој ученик каде се определува понатака. Ние ќе зборуваме и за тоа како се доживува од страна на учениците сета овој стрес. Јас ќе кажам дека е стресно, вие ќе ни кажете зашто не би требало да биде стресно, но да ни кажете како оди процес до процес за да стигнеме до тестови, за да стигнеме до одржување на ова матура или пак државна матура. Значи, како што напоменав, процесот на подготовка на тестовите започнува многу порано, затоа што не е подготовката во мај. Реков, таа подготовка трае цела година. Тестовите се изработуваат од страна на матурски предметни комисии. Тие матурски предметни комисии се формираат согласно правилникот кој што е за државна матура, како и концепцијата за матура. Значи, таму се дадени правилата како се подготвува и кој се е дел од таа државна матурска предметна комисија. Се подготвуваат прашања, се прави понатака избор на прашањата, се подготвува тестот, се печати тестот, сите тие активности се одвиваат во државниот испитен центар. Значи таму под посебни услови се одвива процесот на подготовка на тестовите. И колку трае процесот на подготовка на тестовите од прилика? Значи со печатење скоро цела година, цела учебна година, нели, до моментот за матура. Јас нешто што мене ме интересира е како успевате да ги чувате тестовите без некој да земе некој прашање од тестовите. Значи сите вработени кои што се во ДИЦ-от имаат подпишано изјави со кои што се обврзуваат на тајност. Понатака во просториите каде што се работи испитниот материјал имаат пристап само одредени лица, значи јас не влегувам во тие простории, така што објектот е под видеонадзор, 24 часа е обезбеден и веруваме дека, нели, тајноста ќе биде запазена до максимум. Има пломби, такви процеси за тајност или не? Кога излегува материјалот од кај нас, значи со самото пакување се става во кеси, има лента, како и на некој начин изборниот материјал, нели? Па се отпакува кога ќе дојде во училиштето таму за каде што е наменет. Секоја врекичка е точно обележана за каде треба да оди, испакувана со сигурносна лента и потоа се спакуваат во кутии и се транспортираат. Кога ќе стигнат,
во училиштата, таму веќе повторно, во присуство на лице кое што го носи материјалот и во присуство на училишната матурска комисија се предава материјалот, се проверува истиот и потоа училишната матурска комисија пристапува кон поделба на материјалот на тестаторите. Значи, ги делат врекичките на тестаторите, а потоа тестаторите продолжуваат во училница и таму го отвараат испитниот материјал. Знаеме дека тестаторите се професори од други школи кои што се менуваат. Ако не сум погрешна, барем така беше во мое време. Значи, тестатори се професори, наставници кои што предаваат во средните училишта или пак во некои од основните училишта. Тестаторите се внесуваат во системот од страна на секретарот на училишната матурска комисија. Значи, тие се внесуваат директно во системот на Државниот испитен центар, а потоа по случаен избор се определува кој тестатор каде ќе оди, значи системот го исфрла тестаторот, во кое училиште тој ќе биде определен да тестира, но никогаш нема да биде определен во неговото училиште да биде тестатор или пак да биде тестатор по предметот што тој го предава. Така што тестаторите имаат една голема обврска на денот на реализација на испитот за матура, бидејќи тие се внатре во просториите со учениците, сега во оној голем простор кој што ќе биде во амфитеатрите на факултетите, во предавалниците на факултетите, значи или пак во физкултурните сали и големите холови на училиштата. Таму ќе има повеќе тестатори, на 15 ученици, еден тестатор, тоа е правилото, со соодветно растојание помеѓу учениците. Веќе ви спомнавте за просторите, значи тестовите нема да се одржуваат по класови или пак по холови на училиштата. Значи вака, во училиштата кои што имаат големи физкултурни сали и имаат доволно простор согласно правилникот да го направат распоредот за учениците, таму ќе се одржува матура. Сите оние училишта или пак имаат големи холови во самите училишта, пространи, светли, за да може да се реализира матурата. Во сите оние училишта кои што немаат просторни можности од ваков тип, а секако тие се тие кои што се изјасниле дека им треба поддршка од наша страна, се стапи во контакт со високообразовните институции. Значи, ние остваривме комуникација и со Универзитетот Свети Кирил и Методи, и со Универзитетот во Битола, и со Штипскиот универзитет, и со Тетовскиот, и со Штуловиот. Сите тие изразија добра волја да им излезат во пресред на директорите на училиштата и на матурантите, така што и на овие универзитети ќе се реализираат испити за државната матура, се разбира, дел од училиштата ќе бидат на универзитетите. Дали веќе се знаат датумите кога официјално почнува државната матура? Значи 31 мај е првиот термин за државна матура, тоа е сабота, се полага македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик годинава. И вториот термин е 11 јуни. Математика или пак странски јазици, зависно кој странски јазик ќе го изберат учениците. Дали и вие сами сте професор, дали учениците сакаат да изберат предмети кои што се полесни за испити, дали тоа е точно да се направи од учениците? Видете, значи првиот екстерен испит е задолжителен, тоа се мајчините јазици, тука немаат избор. Значи, мора да полагаат, а што се однесува до вториот задолжителен изборен предмет, математика или пак странски јазици, се зависи од афинитетот на ученикот. Математика избираат ученици кои што навистина ја сакаат математиката и се подготвени да работат и знаат, и може да кажеме дека математика и постигнуваат повисоки резултати за разлика од странските јазици, така. Меѓутоа пак ќе кажам, математика се оние ученици кои што навистина се насочени кон математиката, имаат изборност кон странските јазици, а странските јазици за денешните ученици не се никаков проблем. Тие се една голема леснотија за нив, затоа што ги изучуваат од мален нос. Им се многу достапни. Дали имаме бројки од прилика колку матуранти се пријавени за ова година, колку имаат на математика или пак на странски јазици? Значи, вкупно се 15.004 матуранти пријавено. Сега точната бројка не можам да ви ја
кажам во детали, за тоа дополнително, ако сакате, ќе ви пуштам информација. Мислам дека некаде околу 2000 нешто ученици се за математика, меѓутоа останатите се повеќе на јазиците. Значи има голема разлика меѓу математика и странските јазици. Реков, математика бираат оние ученици кои што навистина ја сакаат математиката. Јас пред малку реков дека државната матура е стресен процес и стресен испитен процес. Дали тоа така би требало да биде? Државната матура не треба да биде воопшто стрес. Значи, секој еден ученик кој што поминува низ образовниот систем, тргнувајќи од 1 до 4 година, и јас верувам дека сите наши ученици учат. Учи, се подготвува за часовите, за испрашувањата, за тестовите кои што редовно се прават во училиштата, така што матурата треба да биде само една круна на сето тоа што тие го научиле во изминатите 4 години. Ученикот треба да биде ослободен од притисокот, дека матурата е нешто што ќе го влече назад. Напротив, матурата треба да ја гледа како нешто со што може да оди напред. И од таа гледна точка сметам дека доволно е да повторат. Тие сите работат периодот. Јас верувам дека сите мои колеги максимално се вложуваат за да ги подготват учениците за полагање на испитите од државна матура и за интерните кои што се реализираат во рамките на самите училишни предметни комисии. Меѓутоа, ученикот како ученик воопшто не треба да го ја доживува матурата како стрес. Затоа што ние кога бевме ученици, полагавме приемни испити. Бевме со непознати околу нас. А сега тие се меѓу своите, така што тој дел е надминат, меѓутоа треба да бидат мотивирани, да знаат да го извлечат најдоброто од себе си, да размислуваат кога пишуваат, а не да се обидуваат да препишуваат. Затоа што знаете, препишувањето може да значи поништување на испит и со тоа да не може да добијат диплома за завршена државна матура и да не го завршат своето средно образование, да не го заокружат, па да треба да чекаат до следната година. Не треба воопшто да биде стрес. Како секој ден што си одат во училиште, така и тој ден да си се подготват, да си земат пенкалце со себе, бидејќи имаат тест на кој што ќе пишуваат, нив им треба само прибор за пишување, ништо друго, и да дојдат во училиште и да дојдат без мобилните телефони или да ги остават мобилните телефони на оние места кои што се определени за оставање на истите. Да не се обидуваат да препишуваат. Затоа што со самото тоа не си прават услуга самите на себе си. Може само да се случи тоа, како што реков и пред малку, да им биде поништен испитот, така, да добијат забрана и да не завршат државна матура, заедно со останатите ученици. Дали мислите дека можностите за препишување се ова година ќе бидат помали или пак воопшто нема да може да имат простор со разлика од минатите години? Искрено очекувам дека ќе се зголеми свеста кај учениците, дека потребно е да стигнуваат до резултати со сопствени знаења. Само така ќе можеме да имаме еднаквост помеѓу сите нас. Значи, сите ученици тогаш ќе бидат еднакви. Секој да покаже колку знае и колку научил. Мислам дека таа свест треба да се вметне кај нашите од мали нозе, па додека ние ќе бидеме во целиот едукативен и образовен систем. Да се вратиме малку на школите. Ние имаме и гимназии и професионални средни школи тука во Северна Македонија. Еден проблем кој што за него зборуваме веќе е дека за истите тестови се и за професионалните и за гимназиите, дали ова година ќе биде исто? Значи, оваа година останува исто. Матурата ќе се полага, ќе биде иста и во стручните училишта, и во уметничките училишта, и во гимназиите. Меѓутоа, кога се подготвува тестот за матура, тогаш се води сметка, затоа реков, имаме испитни програми. Тие испитни програми се изготвени врз основа на наставните програми, се земени наставни програми од средно стручно и од гимназиско и од уметничко.
Значи, врз основа на тие наставни програми е направена испитна програма, која што испитна програма ги содржи во себе содржините кои што се заеднички. Немаме содржини кои што се изучуваат или автори се изучуваат во средно стручно, а не се изучуваат во гимназиско и обратно. Значи, тие се авторите. Но дали разликата на часови кои што ги имаат учениците прави разлика и на знаењата што ги имаат учениците? Затоа рековме дека ние правиме пресек во сето тоа. За да се доведеме во една ситуација кога сите ќе имаат еднаква подготовка за материјалот кој што ќе биде опфатен со државната матура. Дали се планира измени за следната година? Со последните измени кои што се направени во април во Законот за средно образование, веќе од следната учебна година, значи ќе имаме нов вид на матура, поточно ќе имаме поделена матура. Значи ќе имаме државна матура која што е наменета за ученици од гимназиско образование, ќе имаме државна стручна матура за ученици од стручните училишта и државна уметничка матура за учениците од уметничките училишта. Но, тоа не значи дека ученикот од стручно училиште не може да полага државна матура, значи, или од уметничко. Секој еден ученик кој што сака да оди на факултет кој што не се поклопува со неговото стручно образование, може да си пријави државна матура. А ако се продолжи понатака на факултетите кои што се поврзани со струката која што ја избрале во нивното средно образование, тогаш ќе оди на државна стручна матура. Значи, ако е пример определен за машински техничар, ќе си полага стручна матура државна, ќе си се запише на машински факултет, меѓутоа се зависи, нели, со матурата на кои се други. Сега јас само машински го споменувам. Може со истата матура да има проодност и на електро, тоа не знам. Тоа ќе се види со високото образование кој што ќе се усогласат со, нели, средното. А додека пак ако сака да направи целосна промена, ако сака направен да оди, например, или на новинарство, да, така, тогаш ќе оди на државна матура заедно со гимназијалците. Значи, тогаш би требал со друг материјал да се подготви и така натаму. Значи, видете, во главном материјалот е тој. Може да има во гимназиско плюс некои содржини, но горе-доле содржините се тие. Ако ние земеме да ги анализираме програмите, ќе видиме дека тие се поклопуваат. Ако нешто не изучувал во прва, некој го учи во втора или обратно. Точно. Кога сме кај учењето, јас сум била во средно училиште и знам дека до 4-та година државната матура ниту се спомнала. Дали тоа би требало да биде реалноста или пак треба со тестовите, со начинот да се почне многу порано? Подготовката за државна матура треба да започне, како што напоменав, со влезот во средно образование. Значи, штом ќе се запише ученикот, прво треба да биде информиран каков тип на испити ќе треба да полага на крајот од неговото 4-годишно образование. Со тоа, самиот ученик веќе и се насочува на некој начин. Ако рековме дека мајчините јазици се задолжителни, останатите се изборни. Па секој ученик има некаква визија за својата сопствена иднина и ќе знае каде како. Подготовката трае 4 години. Според моите, нели, очекувања кои што треба да бидат. Секој еден наставник, верувам дека кажува која содржина е за матура. Бидејќи ние често пати практикуваме да кажеме, овој автор ќе ви е дел од испитната програма за матура. Значи, на некој начин низ 4 години ние ги подготвуваме. Во текот на второто полугодие, во 4-та година, се држат дополнителни часови и во сите училишта, верувам дека тоа е така, колегите работат со учениците и ги подготвуваат за екстерните испити од државната матура си.
Значи, за да не биде стресно, треба 4 години да се подготвиме по малку, за да не ни се собере све на крај. Значи, јас пак ќе кажам, матурата, тестот кој што го добиваат, не е ништо поразличен од тестовите кои што ги работат во текот на нивното 4-годишно образование. Внимателно читање, размислување, доволно време има, не треба да се брза, така што резултатот ќе биде сигурно повеќе од очекуваното. Не да се обидуваат да препишуваат, затоа што на тој начин само може да изгубат, а не да добијат. Ке се констатира дека е направен препис и ке се поништат тестовите. И што сме добиле со тоа? 1 година сме губила. Значи, со собствено знаење. А тогаш ќе бидат и најсрекни, кога ќе знаат дека самите успеале да направат нешто. Не некој дека им помага. За да им помогнеме и на родителите, и на професорите, но и на учениците што не гледаат, камерата може да ме фокусира малку тука, во matura.gov.mk, на matura.gov.mk, значи ова е официјалната веб страна каде што може да ги најдат и тестовите и насоките. Така. Значи, тука се сите оние насоки кои што се потребни за успешно полагање на државната матура. Има тестови кои што се од минатите години, слободно нека ги отворат тестовите, тие се јавно достапни, искористени тестови, значи, не се новите, да не се збуниме. Тие тестови можат да ги отворат, да ги одговараат, понатака може да го најдат и клучот и откако самостојно ќе го одговорат тестот, нека се проверат и нека видат докаде се со нивното знаење. Да, има информации тука како ќе изгледа, како би требало да биде све. Има информации што е застапено, кои содржини ќе ги има во тестот за матура, значи тоа се насоки дадени последни за оваа 25-та година. Има насоки како треба да пишуваат есеи, на што треба да внимаваат, кој ги има дадено и правилата како треба да се однесуваат на денот на испитот. Значи буквално се што ги интересира може да најдат. Јас тука моментално читам меѓународните автори за албанскиот јазик. Per shembull, pyetjet cilat do të jenë për autorët ndërkombëtar, do të jetë Balzac, Dostojevski, Edgar Allan Poe, Albert Camus, Чехов, do jetë edhe Epi Gilgameshit. Значи само овие што веќе се ставени, само овие ќе бидат на испит. Така, од тие автори ќе им се падне на матура прашање. А додека од националните веќе е застапено се. Да. Значи, тоа што им останува на овие последни денови, да смирно да работат, да прочитат уште ништо и да видиме. За крај, кои ги проверуваат тестовите? Значи, проверката на тестовите ја прават оценувачи, кои што се ангажирани од страна на Државниот испитен центар. Истите тие се јавуваат на јавен повик, кој што е објавен на веб страната на Државниот испитен центар, веќе и завршен е јавниот повик. Тоа се многу наставници кои што со години учествуваат во процесот, кои што работат на сето тоа. Значи, меѓу другото, тестовите не се со име и со презиме, тестовите се со шифра, така што никој не знае чиј тест проверува и прегледува, додека не заврши процесот. Фала ви многу што делите време за да бидете тука кај нас. Знам дека е периодот малку по-напнат и за многу кратки денови ќе биде и тестот. Се надевам дека и вие ќе поминете добро, нема да има препишување, некои така мали проблеми, но и учениците ќе поминаат добро. Ви благодарам на поканата. А на матурантите сакам да им кажам се што ќе направат, нека направат со собственото знаење. Затоа што само така ќе успеат во животот, родителите нека се олабават од стресот, затоа што тие се уште под поголем стрес од нивните деца, но нека знаат дека матурата, полагањето на испитите за матура не е ништо страшно. Тоа е само еден тест на зрелост, нели, докаде сме, и им посакувам успешно реализирање на испитите, како и убаво да си ја поминат матурската вечер, сега се матурите во тек. Да, точно. Тоа е најбитниот момент. Да, халините, да се купува, се подготвуваат. Епа сега мора сите да бидат дотерани, стокмени, средени, нели? Да, зрелоста. Зрелоста, еден чекор погоре во животот. Да, благодарам многу уште еднаш. Ви благодарам на поканата уште еднаш.